најпријатниот амбиент на литература.мк, нашите секако долгогодишни соработници. Секогаш кога е ред за промоција имаме привилегија да снимаме со доста јавни личности кои издаваат своји книги, меѓу кои и она за која навистина изминативе неколку денови се збори е главна тема не само на порталите, бидејќи нели е време на корона, па не можеме физички да се гледаме, но сепак се случи една мини промоција, да кажеме, покрај овие околности во корона кризата, токму на Тошо Малерот и неговата монологија. Во раката имам неговата токму книга. Моментално, можеби и најголем интерес, бидејќи не само неговиот лик кој доста е препознатив низ градските улици, каде и да го видиме овдека во Скопје, туку и нормално во книгата, а има што да се прочита внатре, но за тоа многу повеќе ќе разговараме денеска заедно со Васко Тодоров или Тошо Малерот. Како да ти се обрекам? Како слагаш? Се едно ти, немаш некои специфичности кон тоа? Па нема специфичности, затоа што тоа, тие што не ме познаваат ми се обраќаат како Тошо, тие што ме знаат како Васко, така да исто е тоа. Кажи ми најпрвен, спомнав дека се работи значи за монологија, можеби некој знае, можеби не што станува збор. Ајде накратко да им објасниме, иако има навистина што да се прочита во овие чинам некои 100 страници. Да, 100 страници, шарена е книгата. Има фотографии, има текстови, има се. Па ова се уствари монолози на Тошо Малерот, кој што дел од тие се снимени во К15 како видео монолози, дел не се објавени. Тоа се тие текстови што Тошо ги избори. И ова некој best of. Јас добив желба и идеја, иницијатори ми беа некои млади луѓе кои што ми кажуваат дека си ги вадат тие монолози и ги читаат. Од видеото ги се извадат како текст и собрав тоа што имав ова баш best of. Јас сите монолози не ги ставив на Тошо Малерот овде. Ова е една долгогодишна приказна. Овие монолози не се од сега. Со скоро 30 години има некои што се стари. И сакам вака да има баш едно издание на хартија, што ќе трае. YouTube е уреду, али ова се книга, се е книга. Книга се е книга. Да. Генерално сите забележа и некои од медиумите новинарите веќе кои направи и рецензија за истата книга, дека навистина е автентичен изглед. Име може слободно камерата да забележи. Твоја ли беше идејава со светки, бе? Тоа буквално да биде она што да ти кажам, ти? Затоа што ти се препознати по зелената идејата со светките на литература МК и на Арсламина, значи светски професионалци кои што они одлучија тоа да биде баш металик, да биде како што е сакото во природа, и корицата е направена и тврда и изработија светски тоа изгледа, и јас сум презадоволен од тоа, многу подобро изгледа него што јас очекував. Дизајнот е нивни, заедно се договаравме нормално, меѓутоа целата книга ова е нивни производ комплетно. Така, да. Најбитна е нели секогаш причината што те натера, дали бидејќи сме време пандемија, па малку луѓето се сепак нели во некоја си навлезена депресија, сите се дома, нели сега баш тоа ме натера. Здравје ќе биде, дали токму ова беше баш причината? Тоа ме натера. Така. Баш тоа ме натера, ова е за релаксирање и за освежување. Таков е периодот, книгата беше направена уште пред да почне оваа корона криза. Беше готова и се мислевме дали, пошто промоции не може да се прават големи, збиранки нема, и се договаравме со Арсламина и со литература МК дали да чекаме, дали да издадеме, и се договоривме, одлучивме дека кога е веќе готова да се пушти во продажба, луѓето да знаат, без разлика што е како период, е без разлика на корона, август месец е, нели сите поодмори, сите по она. И баш ја пуштивме, промоции ќе правиме. Правиме ние мини промоции, има по интернет, има Така, имаат може гледачите во интервјуи да видат, сепак беше нормално по протоколи и сето она што се случуваше. Ајде само да навлеземе накратко во приказнава монологија, станува збор за парчиња, делови. Тоа се приказни, секоја за себе, тоа се монолози, секоја приказна е посебна, независна врска, нема едно со едно. Тоа се раскази, може вака наједноставно ти кажам. Приказни видување на Тошо Малерот за разни работи од секојдневниот живот. Тие монолози, ако си гледал нешто, мислам, луѓето знаат, предпоставувам тие што гледале К15,
Ги знаат тие монолози. Спомна дека Дел од нив. така, во некој пише на интервјуа дека има и монолози кои не биле до сега објавени. Да, има. Дали тоа ти беше некој можеби предизвик на книга да ги ставиш или сега тука има едно прашање што сакав го спомнавме и пред снимањето. Би дошло до идеја некогаш повторно нешто барем да се сними од К15, иако К15 си е за свое време до ден денеска остана Па постои тоа. број 1 Да. во Македонија како Баш ти бренд. фала на комплиментот. Па постои тоа, ние сме живи и здрави и додека сме ние живи, секогаш постои шанса. Ако се створат услови, ние сме тука. Ќе видиме. Така, Сега за сега јас влегов во јас сум заедно со Бане во вчерашни. Бранко го тера тој проект. Јас и кога бев во Австралија праќав некои скечеви, се вратив тука со година дена. Тој проект го работиме сега во моментов. И наредна година, а за К15 ќе видиме. дали Здравје. има истата енергија или слична како Ја ви е има. таа комуникација, бидејќи сепак работиш само цацкове фали. Па да, види, па да, добро, ова не е К15. Вчерашни не е К15, да. Атмосферата, дали се чувствувате буквално како да оние снимања ги имавте? Па исто е нас, кога збориш за мене и за Бранко, значи таму има и млади деца кои што се врвни и креативци и глумци. Целата продукцијска екипа е одлична. Нашата енергија е иста, јас барем така осеќам за мене. Бранко ќе го прашаш. Апсолутно. Јас. Кажи ми... И на Бане му е иста енергијата, исти сме. Со исти интензитет работиме, со исти ентузијазам, со истата креативност. Уште не сме изветреани, добри сме. Ви фали ли К15? Па ни фали. Лично Па за не себе. знам, ни фали. Па види са, ни фали. Нас ни фали креативната приказна, ни фали. Не знам, ти кажи дали ти фали. Не, Ти лично, треба да кажеш. апсолутно Ако ти да. фали, Тоа многу добро го знаеш, бидејќи публиката во однос на оно што го има можност моментално на дигиталната платформа YouTube да го гледа. Еве спомневме на почетокот и моментално има објавување на некои нели постари Да, видеа. да. Така да дефинитивно е уште е жива таа приказна, мене многу ми жива е е драго, прика, многу така. баш ми е драго. К15 не постои скоро 7 години. И гледам нови генерации, млади деца, и како вас и помлади, растат со К15. И тоа ми е посебно драго, тоа е најголемо признание за К15. Бевте ли свесни на почетокот, да се вратиме 94-та чинам, кога стартувавте на тогашната А1 телевизија? Да. Бевте ли свесни што ќе направите до ден денес за тоа да стане бренд? Со која идеја бевте дека ова ќе биде вака како што е до ден денес Па види, 2020? не можеш тоа никого, тоа вакви прашања, кого и да прашаш што нешто направил, не може да ти одговори на ова прашање. Нормално, ние сме го правеле тоа што знаеме да го правиме. И луѓето го прифатија и ние го теравме тоа 20 години. Се дали бевме свесни, мислиш 94-та, дали планиравме дека до ден денес ќе биде гледано? дека ќе Како биде бе да на ова испланираш? Како да испланираш? Не- Ние го не правиме тоа што го знаеме, па не, никој не може. Никој што направил Со нешто. оглед дека тоа беше прв пат видено кај нас на македонските екрани. Дефинитивно. По таа причина. Значи, К15 дали имавте беше- некоја можеби предчувство дали ќе поминува кај народот или не, некаков си страв, иако до ден денеска тоа Немавме предчувство никакво, ние едноставно правевме тоа што знаеме да го правиме и тоа што на нас ни се допаѓа. И публиката одлучи К15 да постои. Луѓето го прифатија тоа и до ден денес е прифатено и уште е гледано. Ние правевме тоа што знаеме, значи не се прави тоа по нарачка. Не се прави тоа и пази да видиме што ќе направиме. Ние едноставно пласиравме сите наши идеи, целата наша креација и со се што поседуваме. Целиот капацитет го ставивме во функција на К15 и тоа се прифати од публиката. К15 е искрена емисија. Нема лажги у К15. апсолутно. И луѓето го препознаат тоа, нема лажги у К15. Така. Ја сликуваше дефинитивно реалноста во, Да. во Македонија Да. и од политичката фела Така е. и од граѓанскиот нели односно и од народот оно што Да. се случуваше тековно на некој начин бевте меѓу народот, меѓу луѓето со оваа емисија и затоа можеби Так, имаше тој тие се тие, знаеш, у К15 има многу приказни кои што секојдневно ни се случуваат на нас. Целата живеачка, сите сегменти на живењето се опфатени у К15. И
секој може да се препознае во дел од тие скечеви, на сите би се случувале разноразни работи. Сите сме правели глупости, грешки, смешки, така натаму. Да. Така. На самиот крај, дали ќе те гледаме во новата сезона на вчерашни, бидејќи навистина си веќе се испостави нели генерално си јас дел сум од тоа. гостин таму и многу ми е драго. Има изваредна екипа и ќе ми биде драго. Да, ќе бидам. Ако има вчерашни, ќе бидам, сигурно. Така. Те И треба да има, ќе има вчерашни. Сигурно само чекаме, пошто овој период не е сезона. Било која и К15 која сме правеле, значи преку лето луѓето се поодмори. Таа сезона ќе почне негде крај на септември, почеток на октомври, ќе се прави нов циклус и ќе бидеме заедно. Супер, ајде можеби ќе имаме прилика да се видиме на некој можеби таму снимање да направиме нешто, договаравме Ќе чекаме, нека почне циклусот, да. Миле Паника, популарно или Бранко, такво нешто да направиме во иднина. Ти благодарам уште еднаш на одличниот разговор, буквално да направивме на улица Македонија онака што се вика фраерски, пред литература МК. И на самиот крај само да те прашам каде може нели освен овде да ја набават книгата, бидејќи интересот на вистина е голем. Да ти кажам, треба да, значи, ги има во Сити Мол, новата книжара, ја има овде на улица Македонија. Литература МК, мислам дека имаат и уште една книжара, Буњаковец, има онлайн, че они го имаат тоа објавено, само треба да се отвори, имаат они сајт, нешто. Литература МК, Арсламина, таму ги има сите информации, каде се продава. Интересот според тебе привлечен ли? Па да ти кажам, јас не знам цифрите, меѓутоа што добивам информации, доста е позитивен одзивот и доста има интерес за книгата. Од литература МК, тие што ги имам, немам детални информации сега за сега, затоа што книгата нема ни 3 недели како е издадена. И важно знам и луѓе вака кои ќе ме сретнат, има доста интерес и тоа ми е посебно драго. Така, Батка, фала ти на одличниот Нема проблем, Батка, разговор. живи, здрави, баш така, ми е се драго. гледаме во следна прилика, кажав, можеби во вашата редакција популарна вчерашна. Фала ти уште еднаш.